за прв пат се организира овој настан, инаку ние со средното стручно гостителско школа Лазар Танев сме меморандум подписнички, впрочем Универзитетот Гоце Делчев Штип, и се роди една идеја да направиме една заедничка гастрономска изложба во овој месец декември, кој што ни е асоциација за Нова година и Божик. Првиот панел се однесува на религиозната гастрономија, поврзано со македонската култура, традиција и обичаи. Панелисти ќе ни бидат доцент доктор Душица Попова, која што воедно е раководител на катедрата туризам, директорот господин Лупче Јаневски, кој што воедно и експерт од оваа област, го знаеме како директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, директорот Небојша Вуковиќ, кој што е познат по многу вакви формати, кој што исто е доктор на науки од оваа област и имаме представник на МПЦ, тоа е отец Ивица. Сите овие панелисти ќе дадат осврт од аспект на религијата, од аспект на нутриционизмот, зошто постиме, како можеме да ја замениме постната, каква храна треба да консумираме за време на овие пости, а да се чувствуваме витално и да го одржуваме тој врамнотежен биланс во поглед на храната. Вториот панел се однесува на таа божикна гастрономска изложба, каде што тука се вклучува еден наш докторант од трет циклус туризам и угостителство, тоа е Ѓорги Петковски, заедно со студентите и учениците приготвија прекрасни јадења, рецепти кои што ќе имаме можност дел да бидат доправени на лице место, а останатото да биде дегустирано и да ја слушнаме приказната од страна на професорите. Настаните кои што треба во иднина да бидат почести, институциите, но и туризмот, како веќе, како област, не како економска гранка, бидејќи влијае на повеќе од 20 економски гранки, треба кај нас да се третира на ниво на министерство. Односно, да имаме истата практика како во регионот и во Европа, на иста маса, заедно со останатите министерства, бидејќи во наредните 5 до 10 години гастрономијата, еногастроконцептот, воопшто туризмот и услугите кои што ги нуди во туристичката индустрија ќе бидат високо во профитните економски гранки. Ќе помагаат во стабилизирање на економијата на одредени земји, а токму и кај нас. Ако за првите 3 квартали во 2023 година, како пример, успеа туристичко-угостителскиот сектор да вметне 471,5 милиони долари во македонската економија, што е скоро колку целата 2022 година, очекуваме да биде дополнително реколна со многу близко до 600 милиони долари, можеме да го видиме значењето на туризмот, да го видиме значењето на гастрономијата и каде на кое поле треба да се развива. Бенефитот на училиштето е неспоредлив со ниедна друга можна ситуација, затоа што менторираниот клас не случајно го спомнав на почетокот на ова прашање, затоа што учениците кои што работат во менторираниот клас и се во директна соработка со професорите од универзитетот се одвоија на една голема дистанца и по основ на знаење и по основ на сите оние можни компоненти што значат ученик и особено ученик во сферата на угостителство и туризмот. Значи, нивното ниво на знаење се покачи драстично на сите оние теми со кои што работи училиштето во моментот. Обратно, бенефитот на универзитетот е што гледа со каква потенцијална клиентела работи средното образование и најверојатно ќе направи избор на најдобрите. Единствено моје надевање е дека нема да прекине никогаш, дека ова ќе продолжи во целост долги години, дека ќе се развива и дека на крајот на краиштата можеби ќе направиме и заедничко програмско функционирање.